Го направивме денешниот оброк на ден со Фанија. Вие знаете дека често во нашата кујна во утринската програма ни доаѓаат и вештите жени, кои што како секогаш велиме со своите вешти раце ни подготвуваат нешто вкусно и при тоа декоративно. Она кое што го одбележа минатиот викенд, односно викендот кој што измина, беше и државниот избор на вешта жена и одбележан 30 годишен јубилеј. Во надпреварувачкиот дел учествува вкупно 15 учеснички од цела држава, кои што се надпреваруваа во две категории. 6 од нив се надпреваруваа за титулата Вешта жена Гран При и 9 за категоријата Вешта жена 2022. За Вешта жена Гран При е прогласена Петра Атанасовска од Скопје, која што подготви маса со главно јадење и десерт посветен на матурска вечер. Второто место и припадна на Јулијана Гоцевска од Македонска Каменица со маса наречена Титаник, додека пак третото место на Оливера Ширгоска од Кичево со маса насловена Сончогледи. Во категорија Вешта жена 2022 победи Јулијана Златановска од Гостивар, второто место беше Марина Пешик од Куманово, а третото место го освои Кате Мицевска од Скопје. Ова се информациите кои што ни ги даде Снежана Илжана Стојановска, која што е председателка на Вешта жена и наша редовна гостинка. На манифестацијата се промовираше и монографијата Вешта жена 30 години јубилеј. 30 години постоење Вешта жена, ние во моментот со одбележувањето и информирањето за нивниот државен избор им го честитаме и 30 годишниот јубилеј и им посакуваме, се разбира, уште многу години постоење, па и уште многу вкусни рецепти да ни подготвуваат и идеи за кои што можете дома да си ги подготвите. Во продолжение може да погледнеме и две изјави кои што ги имаме токму таму. Учествував на манифестацијата 30 годишнина од постоење на Вешта жена. Сум многу среќна и оваа година учествувам во категорија за сребрен медал. Прва година, значи Гран При, и сум пресреќна што го освоив повторно првото место. 2018 година го освоив бронзениот медал и бе прогласена исто за републичка Вешта жена на Гран При. Денешниот ден прославуваме јубилеј 30 години од постоење на Вешта жена. Главната содржина за овие 30 години е една огромна борба за жените да дојдат на пиедесталот каде што заслужуваат. Успеавме, почнувајќи од Тетово, 1992 година со група жени да почнеме една приказна за која и нашето очекување не беше толку големо како што денеска се потврдува на овие средби од сите овие градови дека жената го ужива авторитетот до таму додека самата ќе успее да се избори. Значи, за да се дојде до 30 години постоење, тоа е една голема борба, меѓутоа во позитивен смисол. Жените остануваат на пиедесталот без разлика дали некој им ги признава или не. Резултатите се овие. Квалитетни жени, семејства огромни, со огромна љубов меѓусебна и таа љубов споделена по салата. Тоа е токму Македонија во мало. Јас ви благодарам посебно на вашава телевизија, кои ги следите сите наши активности.